Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Христос воскресна. Да, навистина воскресна. Но ете, во некои вестници прочитав дека Исус не воскреснал и дека неговите коски биле пронајдени. Археолозите имале сигурни докази за тоа. Всушност, што се занесуваат христијаните? Воскресението е црковна измислица. Тоа што е запишено од евангелистите е нивниот сон за ослободување од римското робство во тоа време. Кога Исус им зборувал за воскресение, тие помислувале за обновата на јудеизамот, а не за воскресение на телото. Всушност, евангелистите погрешно го разбрале Исус, кога им зборувал за воскресение. Ете некои така размислуваат. Со недокажени аргументи, противници на Христовото воскресение и ги пласираат во јавноста, во медиумите, за да создадат конфузија во така и така неутврдениот народ по ова прашање. Досега, многумина се обидуваа да го негираат воскресението, а некои, обидувајќи се во тоа, станаа дури и христијани. Писателот Лев Валас, истражувајќи ги доказите дека Исус не воскреснал, на крајот признал дека навистина воскреснал. Секој противник, кога ќе почне да се бори против Исус, поразот му е загарантиран. Но потребно е секој сам да се испроба во борбата. Затоа, ако ова што го слушаш не ти оди во прилог и сакаш да се бориш против темелот на христијанството, Христовото воскресение, сигурно имаш причина за твојата борба. Зошто? Може би сметаш дека христијанството не е единствената вистина, туку има и други религии кои зборуваат за добри нешта. Или може би си доволно разочаран од се она што го гледаш во христијанството. Не ти се допаѓаат начините како се практикува, или пак се гневиш на оние кои се предводници на христијанството и прават такви дела кои не одговараат на тоа што тие го исповедуваат. Или во твоето семејство се зборува дека не постои духовен свет, се е материјално и дека светот и вселената се случаен производ, настанати со времени експлозии, кои допринеле да се формираат закони кои нам ни се денес познати. Ти имаш, според твоето сваќање, големи причини да го негираш не само воскресението, туку и воопшто христијанството. Би сакал, пријателе, да те поддржам во се тоа што мислиш, бидејќи и јас се соблазнувам од многу номинални и лицемерни христијани. Но, не би те поддржал во однос на личноста на Исус Христос, кој лично се изјасни по ова прашање и рече: јас сум воскресението и животот. Исус им зборуваше на апостолите дека ќе воскресне од мртвите. Тој лично им рече на двете сестри Марија и Марта дека тој е воскресението и животот и секој што верува во него нема да умре. Дали тоа што го рече тој е лага или вистина? Да предпоставиме, ако е лага, како може на сите лажговци да им го промени животот и да станат честни и добри граѓани во општеството? Ако е лага, тоа што тој го тврдеше, како може лагата да ги прави луѓето среќни, кога е потврдено дека во законите на материјалниот и физичкиот закон не е можно изменетите закони да создаваат хармонија? Исус зборуваше дека може да воскреснува, тој тоа го потврди со своето лично воскресение. Потоа го воскресна и Лазар, го воскресна и малото девојче на 12 години. Сето тоа е запишано во Новиот Завет. Или треба да се верува во неговите изјави дека се вистинити, или треба да се прогласи за најголем лажливец во историјата. И не само тоа,
туку за неговите дела има и сведоци. Сведоците на почетокот не може да ги поимаат сите овие вистини, но по смртта, кога се соочија со реалноста на неговата појава, животот им се смени и знаеја со сигурност дека Исус е навистина жив. Дојде до промена на сваќањето во однос на личноста на Исус. Како? Апостолите беа разочарани. Наеднаш кога го видоа жив, се засрамија затоа што не веруваа пред тоа кога тој лично им зборуваше дека ќе воскресне. И имајќи ги предвид сите овие нешта, доаѓаме до заклучок да го прогласиме Исус или за лажливец, или за вистинит. Ако го прогласиме или го прогласиш за лажливец, треба да имаш факти дека е таков, зашто и самите апостоли ја изгубија надежта. Двајца ученици одеа за Емаус и си зборуваа за овие настани, а кога Исус им се приближи и ги праша, тие му рекоа: дали си ти единствениот странец, па не знаеш што се случи овие денови? Понатаму рекоа: некои жени не збунија и рекоа дека виделе ангели и им рекле дека е жив. Всушност, овие ученици оделе по патот разочарани, бидејќи се надевале дека Исус е ослободител на Израел, а самите ученици не веруваа во тоа. Но кога им се откри и кога го видоа дека е жив, им се промени животот и станаа нови личности со поинакво сваќање. Што беше тоа што радикално им се смени животот? Тоа беше Христовото воскресение. Тома не веруваше дека е можно да воскресне и бараше факти. Тој велеше: додека не видам, нема да поверувам. Тоа беше негова изјава, но по 8 дена Исус дојде и ги поздрави со шалом или мир вам. Веднаш му се обрати на Тома и му рече да го допре и да се увери во веродостојноста на оние кои пред него го видоа жив. Тома засрамен и некако понижен рече: Господ мој и Бог мој. А Исус му одговори на ова признание дека е Бог и Господ на се со зборовите: Тома, ти виде и поверува, но блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Ова блаженство по се изгледа се однесува и за нас. Ние не сме учествувале во видливите форми докази на воскресението, но веруваме дека тоа што го зборуваше Исус е вистина и тоа што сведочеа неговите сведоци е исто така вистина. Веруваме дека секоја изјава на Исус е точна и сигурна за верување. Се што рекол, тоа го направил. Неговите зборови имаат силна содржина и силни докази. Тој рече: небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Духовно воскресение. Јас сум среќен што верувам во него и неговото воскресение. Како доказ за тоа е моето лично воскресение, духовно воскресение. Долги години бев закопан во гроб од 2 метри. Но една вечер го чув гласот на Божиот Син и се штрепнав и реков: кој си ти, Господине? Одговорот беше: јас сум воскресението и животот. Наеднаш се создаде надеж. Гробната плоча почна да пука и земјата се крева нагоре. Плочата се скрши надве и кога излегов видов нов свет. Видов отворено небо и небесна светлина, како ја полни мојата душа. Реков: јас сум жив. Нема веќе смрт, нема гроб, нема темнина, нема безнадежност, нема очај, нема грев, согласно зборовите на Библијата: кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете, се стана ново. Дојде воскресението. Исус рече: јас живеам и вие ќе живеете. Воскресението не е само историски потврдено, туку тоа се манифестира и постојано се потврдува преку сите оние што духовно воскреснуваат од мртвиот и безнадежниот свет. Ако те разочарале луѓето, има еден кој нема да те разочара, а тоа е живиот Исус.
На Павле му се јави кога одеше за Дамаск. Павле потоа стана најголем проповедник за Христовото воскресение. Исус им се јави на повеќе од 500 современици и тие сите сведочеа дека е жив. Исус им се јави на сите апостоли што по воскресението јадеа и пиеа заедно. Исус во историјата се јави на милиони други луѓе со вера во Неговото воскресение. Ако и ти денес го повикаш со вера и покаяние, тој ќе дојде и ќе те воскресне и ќе имаш нов живот исполнет со радост. Јас тоа го искусив и ти ја имаш оваа привилегија. Вкусете колку е добар Господ. Ако не, јас продолжувам да го следам Неговиот пат кон вечноста, а ти продолжи по твојот. Но каде? Божите дела зборуваат за воскресението на секаде. Воскресението е победа што ни гарантира живот по смртта. Луѓето животот го гледаат само до гробот, а потоа нивните мисли се прекинуваат и не размислуваат. Доколку се обидеш да размислуваш на библиските стихови од Јован 11 глава 25 стих, и понатаму ќе ти се отвори пат и по гробот и ќе настане огромна промена во тебе. Нема да талкаш како изгубен во некое пусто место. Туку ќе имаш сигурна и вечна надеж. Дојди при Исус додека е време и додека трае векот и Неговата милост. Воскресни ги, Господе, сите оние кои ја бараат смислата на животот.